Здраво, дечиња, мои најмили другарчиња. Најпрво да ви се представам. Јас сум воспитувач Елизабета Колева од детската градинка Рада Поцева од Кавадарци. Возрастна група 2 до 3 години. Најпрво сакам да ви кажам дека навистина премногу ме недостасувате. Меѓутоа, се надевам дека за брзо време ќе се вратиме во градинка. Кога ќе се вратиме, исто како претходно, ќе играме, пееме и учиме нови работи. За денес одлучив да ви раскажам една многу убава приказна. Се надевам дека ќе ви се допадне. Денес ќе раскажуваме, дечиња, приказната Волкот и трите прасиња. Па да започнеме. Трите прасиња веќе пораснале доволно големи. Нивната мајка им рекла да одат и да си направат сами куќички. Прасињата заминале во шумата. Отишле и почнале да размислуваат од што да ги направат нивните куќички. Првото прасе било малце мрзеливо. Направило куќичка од сламки. Ја направило, деца, многу брзо, па затоа се изморило. Влегло во куќичката, легнало и останало да се одмори. Но набрзо дошол некој на вратата. Тропнал, троп, троп, троп. Кој е? Прашало прасенцето. Јас сум, страшниот волк. Отвори ја вратата да не ти ја оддувам куќичката. Прасето, деца, се исплашило и не ја отворило вратата. Тогаш волкот многу се налутил и почнал да дува. Дувал, дувал и ја оддувал куќичката на прасето. Го земал и заминал во шумата. Второто прасенце размислувало и одлучило да направи куќичка од дрвца. Ја направило куќичката, се изморило и влегло внатре, но набргу заспало. По некое време во куќичката се слушало тропање. Кој е? Прашало прасенцето. Јас сум, страшниот волк. Отвори ја вратата да не ти ја оддувам куќичката. Прасенцето не ја отворило вратата, па потоа волкот почнал да дува, дува и ја оддувал куќичката на второто прасенце. Го земал и тоа прасе. Третото прасенце било многу вредно прасе. Тоа си направило куќичка од тули. Но набргу на неговата врата дошол повторно волкот. Тропнал на вратата и рекол: Отвори ја вратата, да не ти ја оддувам куќичката. Прасенцето излегло на прозорецот и му рекол: Дувај колку што сакаш, не можеш да ми ја дувниш куќичката. Волкот не поверувал и почнал да дува. Дувал, 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 но никако, деца, не можел да ја сруши куќичката. Кога видел дека не може да ја сруши куќичката, мислел дека е премногу итар. Се качил на кровот од куќата и сакал да влезе во куќичката на прасето преку оџакот. Во тоа време прасето решило да си направи супа. Го ставило казанот со вода и таа веќе била жешка. Волкот влегол преку оџакот и паднал право во врелата вода. Ја изгорело пашката и почнал да бега, бега, бега
далеку во шумата. Така двете прасиња успеале некако да се ослободат и дошле кај нивното братче, кое што било највредно и кое што имало направено куќичка од тули. Останале привремено да живеат со него, меѓутоа научиле дека не треба да бидат мрзеливи и решиле дека наскоро и тие ќе си направат куќичка од тули. Дечиња, се надевам дека ви се допадна приказната и дека ви беше навистина интересна. Сега за домашна задача сакам да ви дадам да изработите нешто. Најпрво, доколку не можете сами, ќе побарате помош од вашите родители. Ќе нацртате прасе со помош на овие кругчиња. Од кога ќе го нацртате? Тие што можете, нацртајте го сами. Тие што не, ќе ви помогнат вашите родители. Земете розова боичка и обоите го прасето. Се надевам денешната активност премногу ви се допадна и ви ветувам дека повторно ќе се видиме наскоро. А сега, до гледање.